Татко ми, Бог да го прости, се викаше Коста Марко Цепенков. А дедо ми пак работел во Прилеп Самарџилак и бил од ова село, од Оревоец. А Оревоец ти е од Прилеп кој ќе кинисаш на исток, некаде 2 сати, 2:15 пеша. Да ви кажам како го завикале дедо ми Цепенков. Еден ден на Сведен со бели гајки издего на црт село да се прошета. Ама гајците му биле расепени дури до газо. Шом го забележале децата, почнале да вика Цепенко, Цепенко. Така ми остана прекаро Цепенко. Марко Цепенков е без сомнение најголемиот и најзначаен собирач на македонски народни умотворби, и тоа не само според обемот на запишаното, туку и според жанровата разновидност и пред се со квалитетот на записите. Во 1972 година беа објавени неговите собрани дела во 10 тома, и тоа издание содржеше околу 700 македонски народни приказни, околу 200 народни песни, потоа околу 5000 народни пословици, околу 100 гатанки и други записи на народни умотворби, верувања, суеверија, баења, клетви, благослови, описи на занаети, описи на народни инструменти и други записи на Цепенков, негови лични творби и така натаму, со што го афирмира како еден од најголемите собирачи на народни умотворби, и тоа не само кај нас. Од бело црно не видува. Ако некој улап, не биди му ти другар. Ако баба лажи, трап не лажи. Овцата што се дели од булукот, кога тога и ќе изеде волкот. Кога ќе и дојдит на кокошката јајцето на газот, дури тогаш барат седало. Магаре, вјавај, кој не фали. Марко Цепенков на училиште одел само 1 година, го изучил букварчето и научил нешто да пишува. Не напуштајќи го желбата за учење, читал се што ќе му дојдело до рака. Житија, вечни календари, поученија, весници што излегувале во Цариград и друго. Во 1856-57 година во Прилеп за учител дошол Димитрија Миладинов. Под негово директно влијание Марко Цепенков започнал да собира народни умотворби. Во својата автобиографија тој доста впечатливо ги опишува средбите со Димитрија Миладинов во нивниот дом во Прилеп и објаснувањето зошто ги запишува песните и друзите работи. По таа средба со Димитрија Миладинов, Марко Цепенков започнал да пишува малечки приказни и други работи од своите родители. Потоа бележел од кого ќе стигнал. Во тоа време Димитар Миладинов беше даскал у нас. И многу често кај татка доаѓаше надојќан, а и напати кондисуваше и кај нас дома при татка. Еден ден после црква дојде дома, а дома беше и Тимко, комшија наш. Димитар Миладинов изваде од пазувата едно тефтерче и му вика на татка: слушај сега што ќе ти прочитам. Тумба, тумба, дивина, крик копие врла, Амбет бе го удрија и така натаму и така натаму. На тоа татко му рече на Миладинов:
Абе, Кирдаскале, што ќе ми кажеш ти не детински работи? Божовно нешто, божовно, ако знаеш, кажи ми, да такви детински работи Марко моје дочудо има запишано не само во Дујќано, кај нас и по села на кај што оди. А тоа згора се арни са Димитар од тој мојот и почна друг. Откако се отиде Миладинов, потвори муаве со татка и го натерав да го прашам зошто му се тие песни што избират и друзи детински играчки. Па втор пат кога дојде Димитар Миладинов го праша зошто збирал песни и друзи работи. Кога чу тој, се поткана, се ополи лево и десно и ми рече: слушај, Киркоста, лели ме праша зошто избирам овие работи, ќе ти кажам, ама немој да кажеш никому, ти ќе им предат на орлите. Овие песни, катанги што ги пишувам и што ги избирам, сакам да ги тупосам и да останат да се пеат понекогаш, да бидат напишани, чунки овие проклети грци ќе не пограчат, а и друго чаре не бидуат. Ете право јас да ти кажам, јас сум се пограчил од немај каде. Вакви и други зборови многу му речат на татка и му распрашаше колку многу чинат тие работи, народните умотворби, ама леле јас тоа нешто го владов ум и од тој сад ветив и милувам да ги работам тие работи. Дете, ако се мочат во сонот, мајката му било да запалиш една метла и троа да го джишниш кај курето. Ако сакаш детето или чупето да ти итро, кога ќе наполни 7 години, да го натераш со своји очи да си го види папуко. Ако се бацуваш на сон, уста со уста, не чини тоа. Реума ќе ватиш. Леѓите да те јадат на сон, ич не чинало. Ќе се скараш со некого и многу ќе се изустрамиш. На сон да леташ, било многу убаво. Богат ќе станеш. На сон да сонуваш некој еќин или некој друг човек што знае заби да вади. Да ти го вади заво и да те боли многу, некој близок од фамилијата ќе ти умри. А ако ти го вади заво, а не те боли многу, друг човек ќе умри, ама некој што ти е поблизок, не многу драг. Дедо ми, Бог да го прости, кој ќе појдевне некаде, јали на сведен, јали на визита во некоја куќа, помилен благослов му беше, ќе окрени чашето и ќе речи, ај да сме добра мисла.
А на заминување, кој ќе си одевне од кај пријателите, си бидеше Госпо сите наброј да ве додржи. Човек кој ќе клаи нова кошула, кој ќе облечи, треба прво да плукне на неа, за ако има мајđи да ги растури мајđите. И сам да си речи на себе си, ајде со здраве да си ја носиш. Па мајка, кога е чешла ќерката дома за некој сведен, и вели, ајде косата надолу, момата нагоре, и ќе ја тргни закоса за здравие. Кога го научиле пријателите дека запишува народни умотворби, сами доаѓале кај него надуќан и му кажувале. Една информаторка по име Марија Костенцева, од која запишал повеќе приказни, еднаш му рекла: "Ти, Чичо Марко, одиш од човек на човек да прашаш за народните приказни и друзите работи да збираш, како што оди пчелата од цвеќе на цвеќе да збира мед." Поради тоа што со голема страст деноноќно седел над книгата и бележал народни умотворби, почнал да го запоставува дури и занаетот со кој се обезбедувал екзистенција за семејството. Затоа и сите домашни, особено татко му и жена му приговарале за таа негова дејност, се разбира не сваќајќи ја вредноста на народните умотворби. Но освен овие приговори, Марко бил поттикнуван и од некои влијателни личности. Покрај споменатиот Димитрија Миладинов, оваа негова дејност ја фалеле и Рајко Жинзифов, Методија Кусев, Кузман Шапкарев и други. Марко пак копнел да ги види своите собрани материјали напечатени, како што тоа порано го направил Димитрија Миладинов во познатиот зборник кој Марко го чувал дома и го пеел како второ евангелие. Лозието сака мотика, а не молитва. Лош човек и од ѓаволот не се плашите. Господ да те чуват од домашен рамија. Здравие со пари не се купуват. Пари со арам спечалени не одат до трето колено. Кај човека лицето го покажува срцето. Јарно, ама се научија селаните, а и градските луѓе дека многу љубам да пишувам за приказни, умотворби, гатанки, клетви, благослови. И многу често доаѓа кај мене да ми раскажува. Еден ден на попладне дојде еден така пристар човек од Новокојњари. Вика: "Марко, еве ти донесов шајак да ми направиш на дола, мама. Чинам дека малку е шајак, ама ќе ти раскажам една убава приказна од Којнари, да ако ти се здај, подолжи ја малце придају од мастравот твој." И тој ден ми раскажа приказната за Силјан Штеков. Вечерта не може да заспијам. Долго време размислува за Силјан Штеков. Седнав и ја запишам. По 2 недели, кога дојде човеко да си ја земи доламата, вели: "Абре Марко, ти бајđи си придал на доламава, не донесол толку мастрав." А јас му реков: "Абре стико, за ваква приказка уба и да не донесеше мастрав, ќе ти сошка долама." На тоа старчето се насмеи, ме погледна и ми вели: "Ама Марко, ти уште поубо си ја направил приказнава од јашот ти ја кажам." Многу одев по села, по цели недели. Одев да му шијам пантолони, долами, се од шајак. Многу често останував по
по цела недела во селото. Кој ќе се вратев дома. А и запишува. Се што ќе слушнам запишува. Кој ќе се вратев дома, татко ќе речеше: абе синко, 2 недели беше во Заврчани. Колку пари донесе. Ти изваев толку, веќе згроша, може една бела веќе дија. Ќе го даjem на татка и ќе рече: татко, нема ништо ти вака да спечалиш. Ќе видеше во торбата цела книга приказки запишани. А мајка, Бог да ја прости, ќе речеше: синко, прај икономија, води есап. Коти овие приказниве што ги пишуваш, тие не се клава на трпеза да се јаде. Некој човек во старо време седел на некој камен рано на Сабајле во есенно време. Јарнама под камено имала некоја змија. И змијата му рекла камену: абре камен, дај малце подмести се, само да ја подам глава и да го клукнам за петица, па наместо да го умрам. А то каменој рекол: мори змијо, ти за петица да го касниш, ама јас ја го каснам за срце. И на вистина, по 2-3 сати човеко си пошол дома и у студенилото навест умрал. Наравно учебие. Со голгас на Сабајле, на камен не се седи. Едно утро Сабајле поминало виното покрај Луко и му рекло: добро утро, смрдливко. А Луко му рекол на виното: добро утро, пусти куќо. Вечерта, ко се враќало виното од работа, му рекло на Луко: добро вечер, Анđо сиромашка. А на тоа Луко му одговорил: добро вечер, крв Исусова. Во 1888 година Марко Цепенков доаѓа во Софија, откако беше слушнал дека Министерството за просвета барало народни умотворби за печатење и ги плаќало. И навистина во тоа време во Софија се подготвувало издавањето на зборникот за народни умотворби, што почнал да излегува следната 1889 година, финансирано од Министерството за просвета, а во редакција на познатиот Иван Шишманов. Марко во Софија дошол на време. Му ги предал своите материјали на Шишманов, а овој ги дал на рецензија на Ефрем Каранов, истакнат филолог по потекло од Кратово.
Кога во 1889 година излегол од печат првиот том на споменатиот зборник за народни умотворби, во него биле објавени поголем број од записите на Марко Цепенков. Тоа било најголемото признание за неговите дотогашни многубројни саможртви и поттик за натамошна позасилена работа на тој план. И во следните броеви Марко Цепенков е најактивниот соработник на овој познат зборник. Едно утро ги мисало виното на Орајне. Напад го сретнал јачмено и му рекол: "Добро утро, Осилко." А јачмено му одговорил: "Добро утро, Кавгаджио." Јарно, ама вечерта ко се враќало виното од Орајне, му рекол на јачмено: "Добро вечер, поврати душо." На тоа згора јачмено му рекол: "Да ти дај Госпо 100 добрини, весели куќу." Оти на вечер, ко се напијаш вино, ти се весели и душата, и тебе, и на домашните, и на сите. Е така. На 29 декември 1920 година во длабока старост во Софија умре Марко Цепенков, намачен и разочаран. Антон Попстоилов во списанието Известие на Народниот етнографски музеј во Софија запишал: "Малцина разбра за смртта на скромниот трудбеник Марко Цепенков. Безшумно беше испратен тој до вечното му живеалиште и никаков венец не му ја украси катафалката." Се прикажува од деда прадеда како крали Марко ги созидал Марковите кули и како е настаната легендата за Баба планина. Во тоа време, многу одамна, Марко крале наредил се што е машко и женско од Прилепцко да се наредат до Кукул и до планината до него и од рака на рака да се носи камен над Варош да се созидаат Марковите кули. Јарно, ама времето на Марка му се видело многу. Да наредил и сите жени со деца мали доилки и тие да застанат во редот и од рака на рака да носат камења. Мајките со доилки, со бебината, зеле една стара баба да ги чува. Од што мали биле децата многу почнале да плачат, а бабата не можела сите деца да ги ниша во лулките, да се погодило еден лош час и на часот бабата се опулила кон Господа, пошто и било жал за децата. Се прекрстила и рекла: "Абре Господи, што не ме претвориш во камен, да не можам да ги чујам појќе плачоите на малите бебини." На часот Господ ја скаменил. По ослободувањето, кога во Македонија се создадоа услови за непречен културен, научен и воопшто национален развој, се јави и интересот за неговото дело и за неговата личност. Се објавува и преобјавуваа неговите дела, се слави неговиот лик. Така, овој неповторлив собирач на македонски народни умотворби, значаен писател и истакнат преродбеник, влезе во македонската култура онака како што заслужуваше. Се извиши таа фигура на самоукиот Прилепски Терзија многу повисоко и од браќата Миладиновци и од Кузман Шапкарев, и тоа не само по обемот на запишаното, туку и по неговиот квалитет. Преку записите на Цепенков, македонското народно творештво застана на исто рамниште со 1001 ноќ, со Калевала, со делата на Вук Караджик и браќата Грим, дури и ги надвиши и со обемот на запишаното, и со жанровата разновидност, и со квалитетот на записите.